Добар ден. Почитувани, ВМРО ДПМН како партија кој произлегува од народот, особено го цени земјоделството и има висока почит кон земјоделците. Во периодите кога ја практицира власта ВМРО ДПМН, го токажа претходно известието и го третираше земјоделието како еден од своите економски приоритети. ВМРО ДПМН направи револуција во поставување на земјоделските политики. Ги постави сите неопходни правни и институционални услови за въведување на сериозни политики на поддршка и обезбеди повеќе од 20 пати поголеми финансиски средства дотогаш незамисливи за варите на СРСМ. ВМРО ДПМН, како партија која е реформски ориентирана, согледувајќи дека е потребен натамошен развој на земјоделските политики, а се со цел да се води грижа за земјоделците, како и да продолжи со реформи за приспособување кон земјоделската политика на Европската Унија, пристапува кон нов концепт на мерките за земјоделска политика. Основната стратешка цел на политиките ќе биде зголемување на конкурентната способност на земјоделско-прехранбениот сектор. За постигнување на оваа стратешка цел ќе се воведе нов концепт кој ќе обезбеди олеснување на пристапот на земјоделците до буџетските поддршки, како и посериозни инвестиции во секторот. Преку проектот Обнова планирано е да се реализираат повеќе проекти за развој на земјоделскиот сектор, од кои ќе ги издвојам следниве. Проект инвестиции на земјоделски стопанства, каде преку оваа мерка ќе бидат поддржани проекти за набавка на механизација и опрема за примарно земјоделско производство, подигнување на нови и реконструкција на постоечки повеќегодишни насади, набавка на добиток на основно стадо. Но исто така, за да се подобри конкурентноста на земјоделските производители на пазарот и да се подобри пласмането на земјоделските производи, значајни средства ќе бидат наменети за инвестиции со кои земјоделците ќе додадат вредност на нивните примарни производи. За таа цел ќе бидат поддржани инвестиции за изградба на објекти и набавка на опрема за калибрирање и пакување на земјоделските производи, мали винарски визби, мали млекарници и мандри, мини погони за преработка на месо. И исто така, ќе се прават инвестиции во водостопански проекти. ВМРО ДПМН по доаѓањето на власт ќе вложува минимум по 20 милиони евра годишно во реконструкција на постоечките и изградба на нови системи за наводнување, а се со цел земјоделците успешно да се справат со последиците од глобалното затоплување и климатските промени и да го зголемат земјоделското производство. Следниот проект е инфраструктура и опрема за заштита од временски непогоди и осигурување. За таа цел ќе се поддржат проекти во инфраструктура и опрема за заштита на земјоделското производство од негативните временски влијанија, како и негативните природни непогоди, како што се вложување во заштитни мрежи во овоштарството и лозарството, мини акумулации и брани за заштита од порои, чистење на одводни канали и речни корита. Но исто така ќе се зајакне и мерката за поддршка на осигурувањето со зголемување на учеството во осигурување на 70%. Друг проект кој што е планиран е кредитен револвинг фонд за откуп на земјоделски производ. Со ова ќе се воспостави посебен кредитен револвинг фонд наменет за кредити за обртни средства за мали и средни предпријатија кои вршат откуп на земјоделски производи за понатамошна преработка или трговија. Овој инструмент ќе овозможи полесен пристап на откупувачите на земјоделските производи, со што ќе се гарантира исплатата на земјоделските производи за предадената реколта во период не подолг од 30 дена. Има уште многу проекти кои се предвидени со проектот Обнова и затоа на 15 јули излези и даде го својот глас за ВМРО ДПМН, заокружи го редниот број 14.